Добро утро, верувам од најубавата локација на Илинденска. Може би не е најубавото време, ама ќе дадеме се од себе енергијата, барем да ја промениме за да му дадеме ведрина на овој ден. Да започнеме со една убава приказна. Една година прославија роден ден лавчињата, белите лавчиња во Скопската зоолошка градина. Минатата година бевме на Мекици, сега на роден ден. Добро е што сме живи здрави, дека се е добро и дека целата ова измината година помина така како што помина. И покрај сите промени и турбуленции во нашата институција, секако лавчињата ги прославивме со нивниот прв роден ден и верувам дека луѓето со нетрпение чекаат пролетните, поготово денови, да ги поминат токму овде и да ги видат нашите лавчиња. Не се слушаме. Добро. Се слушаме, не се слушаме. Си одиме. Добро. Се спремаме за пролетниот дел од сезоната во Скопската зоолошка градина. На што се работи во моментов? Покрај тоа што ги средивме патеките во изминативе неколку недели, со помош секако на јавните претпријатија на град Скопје, улици и патишта тука најзадолжени за тоа, луѓето толку трудолюбиво си го средија секое бекатонче на патеката, што секоја чест и благодарност до нив, се со цел на публиката или на посетителите да им дадеме убава безбедна прошетка низ градината. Моите колеги тоа редовно го фарба целиот тој сервисен дел за публиката и верувам дека колку толку ќе освежиме и малку со боја, во смисла зоолошката малку да добие еден малку по-пролетен, цветен и убав изглед и секако живеалиштата кои што се наш приоритет или најважен дел од зоолошката. Што се однесува до храната на животните, зимскиот период верувам дека имаат поразлична за разлика од овој пролетен период. Што ќе јадат сега животните? Биологот редовно во промените од сезоната зима, пролет, лето ги менува и тие таблици. Секој од животните си добива различен тип на храна, тука и количината, да речеме дел од мојот реон, морските лавови, и така ја намалуваат сега храната, заради тоа што зимските денови се оние кога тие со најмногу апетит приоѓаат на рибата, ама како почнат сега пролетните или сончевите денови, секако дека таа диета малку ќе се намали, веројатно и ќе настреба тоа. Така малку, бидејќи сепак пролетните денови подразбираат и малку повеќе движење надвор и малку повеќе рекреација, но кај нив веќе тоа и tekako влие на здравјето, така да нивната диета ќе оди малку надоле како што доаѓа летото. Да речеме фламингата се оние кои што досега беа во зимското живеалиште. Во следните неколку недели се надеваме дека ќе се стабилизира ова време и дека ќе можат да излезат во нивната лагуна, а тамо пак хортикултурно го средуваме делот со оние тропски растенија и банани, како би ја дале целосната сцена или слика на публиката, како би научила многу повеќе за животните, ама и да мотивираме или да развиваме една емпатија општо кон природата. Економската криза не погоди нас луѓето, меѓутоа како се одрази врз животот на овие животни тука во зимскиот период од годината? Веројатно со оглед на фактот дека нашите трошоци како и на граѓаните се сигурно двојно поголеми во изминативе неколку месеци, имавме навистина тешка зима. Нашата струја или сметка за струја исто како и граѓаните ја плаќаме и тоа мора да да биде редовно, бидејќи кај нас сепак голем дел од животните зависат токму од нас и од електричната енергија како би функционирале. За во однос на трошоците се навистина многу поголеми. Сепак ќе подсетам дека имаме влезница од само 80 денари, што не прави едни од веројатно најефтините во влезници во цела Европа. Имаме едно од најубавите зоолошки. Може да се пофалиме дека поготово во регионот сме навистина добри, со оглед на фактот дека низ годиниве последни и tekako напреднавме како институција. Една од нашите следни, да речам, цели или насоки во кои што се движиме сепак е ЕАЗа, тоа е Европската асоциација за зоолошки аквариуми, како веројатно би станале дел од она европско семејство за да можеме и на животните да им помогнеме да добијат поквалитетен живот, но и едукацијата, односно публиката да добие многу поубава слика за, како што реков, животните пред се, но и емпатија кон природата. Сепак да ги подсетам и луѓето дека навистина сме достапни за сите. Замислете само дека кафето можеби или водата која што ќе купите внатре чини многу повеќе или чини повеќе од самата влезница, што не е случај никаде низ Европа. Сега тука ќе заблагодарам и на град Скопје кој што
што сепак како нивна институција или како предпријатие кое што е под град Скопје, сепак имаме доста поддршка и се надеваме на повеќе поддршка во следниот период, бидејќи навистина со таква ниска влезница не можеме да збогатиме многу голем број на нови живеалишта или нови животни, но мислам дека докажавме дека поготово во последните години и тоа како добро го правиме, заради тоа што веројатно луѓето внатре се оние кои што ја создаваат таа магија. Жирафа, дали е во Белгија, во Германија или во Македонија, веројатно е жирафа, но ние луѓето им даваме такво чувство за да се осеќаат комотно или пријатно, а во исто време да сме месенџери кон публиката да ја раскажеме таа приказна. Да ги потсетиме уште еднаш, сите што ја посетуваат оваа зоолошка градина, дека не сме да ги вознемирува животните и никако не сме да ги хранат. Јас, ете, може ти го кажа тоа, јас ќе речам благодарам што сте добра публика, како што некогаш тоа знаеме на нашите Кипар стокови или на обраќањето кон публиката да го кажеме, благодариме што сте внимателна публика и што ни помагате, нели, во нашата работа, тоа е да ја едуцираме публиката како повеќе да ги сака животните, но и природата воопшто. И за крај, зашто се подготвувате во овој пролетен период? Тоа следната недела ќе ви го најавиме со уште едни новитети, односно првите за бебиња кои што за прв пат во овие 90 години ги има мојата институција и сме горди на нив. Ги има 4 со многу интересни имиња, ама верувам дека следната недела многу повеќе ќе ви раскажеме токму за нив, иако времево идеално како за токму нив. Благодарам на одвоеното време и на вакво дожливо време издржавме, затоа што сме вистински професионалци. Благодарам уште. Двајцата сме теренски работници, се гледаме во следна прилика.